Единствена на истокот македонска каменица вработи тим за лов на инвеститори. Повод е новата индустријска зона која општината ја гради и во која гледа шанса за подобра економија и повеќе вработени. Веќе во рамките на општината ангажираше 2 лица кои што се ангажирани во канцеларија за развој на индустријската зона, дипломиран правник и дипломиран економист. Имаат ова обврска да работат на промоција, на лицитација на парцелите и на анимирање на инвеститори за инвестиции во индустријската зона во нашата општина. Што точно тимот за инвестиции на македонска каменица ќе работи? Практично разработуваат флаери, целосна документација за промоција на индустријската зона и за секој оној кој што е заинтересиран за определена парцела, ќе бидат на располагање за да го водат во целиот процес на лицитација, значи за добивање на целосна документација и за почнување на одобрение на градење. Ова е прво вакво искуство во овој дел од државата, па резултатите освен каменица ги очекуваат и останатите општини од регионот. Индустријски парцели за продавање имаат сите, а од нив се надеваат на пари, односно вработувања и општините и граѓаните. Засега нивното продавање оди тешко, па ако тимот се покаже добар во каменица, незиниот пример ќе го следат и други. Вкупно на ниво на регион има 22 општински индустријски зони, а со инвеститори најдобро стои Виница, каде од 11 парцели се продадени сите, а најмалку 5 фабрики веќе се градат. Адут на Штип пак е тир зоната која е резервирана за инвеститори од странство. Во Штипската тир зона веќе работи фабриката Johnson Controls. Се гради Technical Textile, но иако беше најавено, најверојатно нема да се гради фабриката на хрватски кумел. Според информации на телевизија Стар, хрватите се откажале од инвестицијата. Од кои причини се уште е непознато. Инаку, тир зони државата гради и во Виница и Берово, а наскоро треба да почне да се гради и во Делчево. Од тука, формирањето на тимови за лов на инвеститори е начин да се промовира своето, зашто конкуренцијата на истокот е голема.